Чест ми е што ја предводам македонската владина делегација на овогодишниот меѓународен економски форум во Санкт Петерсбург во Русија, кој што оваа година се одржува со физичко присуство. Ова е значаен светски настан на кој што учествуваат многу компании од Русија од целиот свет, но и многу владини представници и се дискутира за клучните економски теми и предизвици. Се сретнавме со заменик министерот за земјоделство на Руската Федерација, со кој што разговаравме за зголемувањето и интензивирањето на трговската размена помеѓу нашите две земји. Она што особено значено е зголемувањето на извозот на македонските земјоделски производи во Руската Федерација од 2020 година во споредба со 2019 година. Имаме раст на 11% на извозот на земјоделските производи, имаме вкупен раст на извозот на овој пазар од 15%. И тоа се остварува во време на светската пандемија. Тоа е доказ дека треба да ги интензивираме нашите економски соработки и да го искористиме целокупниот простор кој што ни стои на располагање. Затоа договоривме бизнис мисија на клучните руски компании во делот на земјоделството, кои што ќе дојдат во Република Северна Македонија оваа година и кои што ќе ги вмрежиме со македонските компании, се со цел за зголемување на трговската размена. Исто така, како копредседател на меѓувладината комисија за економско-трговска и научно-техничка соработка од македонската страна, се сретнав со мојот руски колега, кој што е копредседател на оваа меѓувладина комисија од руската страна, Алексеј Груздев, и на оваа средба разговаравме за останатите можности кои што ни стојат на располагање. А тоа се во делот на инвестициите во откупно-преработувачките центри, кои што можеме да ги реализираме во Република Северна Македонија, како и инвестициите на потенцијалните руски компании во делот на обновливи извори на енергија и во делот на енергетика. Разговаравме за многу други теми кои што се дел од протоколот кој што го подпишавме во 2019 година во Охрид и во делот на инвестиции во инфраструктурата и соработките во делот на културата, образованието и туризмот. Продолжуваме со заеднички напори да ја зголемиме оваа соработка и да донесеме резултати кои што ќе бидат видливи за граѓаните на овие две земји.